Нашата денешна тема во фокус ќе ја стави кампањата Нема туѓо дете. Се разбира кампања која што е реализирана од првата детска амбасада во светот Мегјаши во соработка или колаборација со коалицијата на младенски организации Сега, Смартап лабораторијата за социјални иновации, како и Македонскиот центар за граѓанско образование со поддршка на детската фондација Песталоци. Многу, претпоставам, општествено одговорни организации се дел од оваа кампања, со што се наведува или се зборува за тоа, за големината на истата, од причина што во фокус се ставаат децата и нивните проблеми. Но кога се децата во прашање, се разбира дека засегнати се најмногу и родителите. Малку повеќе или подетално за оваа кампања, која што особено вели дека има за цел да потсети дека секое дете е нечие дете и дека навистина нема туѓо дете кога станува збор за заштитата, за поддршката и за љубовта. Вклучени се 50 училишта на ниво на целата Македонија, па еве ќе имаме можност утрово со господинот Жарко Змијанац, кој што е оперативен директор во Мегјаши, првата детска амбасада во светот, малку повеќе да позборуваме за оваа кампања, која што впрочем се однесува за училишната средина, но претпоставувам дека и во текот на овој летен период, кога училишниот или образовниот процес, училишната година е завршена, сепак ќе продолжат активностите, затоа што проблемите на децата не се решаваат нели со завршување на училишната година. Жарко, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата и можноста да поразговараме повеќе за кампањата и воопшто за активностите и проектот. Да. Така. Да, кога слободно? Убаво кажавте, значи завршува учебната година, меѓутоа предизвиците со кои се соочуваат децата не завршуваат само тука, нели? Предизвиците се постојани и квалитетот на комуникација и изградената доверба на родителите од огромно значење во поддршка на своите деца, дали во училишна година или вон училишна година. Да, вие пред малку ми споминавте дека генерално кампањата се однесува на соработка со родителите, иако нели секако се вклучени и децата, па не знам од каде да стартуваме. Можеби од идејата како се дојде до сето ова, затоа што ова е и повеќе од потребно, особено на децата во нашата земја, заради сите општествени работи кои што не засегаат, ги засегаат и возрастните, но ги засегаат и младите. Ако ги засегаат возрастните, последиците ги чувствуваат понекогаш, за жал, децата. Така, значи, ајде да започнеме прво од целта на проектот, па ќе стигнеме до кампањата и идејата за самата кампања. Значи, целта на проектот е да ја опфати целокупната училишна средина, со сите нејзини чинители, со механизмите, процедурите, правилата, политиките и да успее да ги превенира, да го превенира насилството. Да обезбеди партиципација од страна на учениците. Меѓутоа, сега ќе почнеме да го разгрануваме ова, да го систематизираме, да го разбереме како ја опфаќа овој проект целокупната училишна средина. Во текот на вчерашниот ден размислував како би можело сликовито да се представи улогата на секој од чинителите во училишната средина, како би можеле да се представат тие механизми, правила, процедури, постапки кои ги имаме во училиштата, кои реагираат или превенираат насилство во училиштата. Па дојдов до идеја дека можеби најдобро би било да ја представам тоа градење на таа училишна средина како градење на една куќа, каде што имаме темел, имаме столбови, имаме цигли и кров, нели? И секој од овие чинители си има своја улога. И би кажал дека родителите во суштина, иако директно не се вклучени во училишната средина, тоа е се преку некои од механизмите, совет на родители и слично, меѓутоа ќе стигнеме и до тоа. Би кажал дека они се на некој начин темелот на оваа средина. Зошто? Бидејќи преку своите деца директно се вклучени таму, преку манифестација на одредени вредности кои ги има во домот и кои понатаму се пренесуваат во училишната средина. Слика на родителите. Така, па од таа причина размислував можеби дека темелот би било најсоодветно нешто кое ги ја представува улогата на родителите. Потоа имаме нели столбови, тоа би ги представил учениците, од кои и од темелот и од столбовите зависи колку високо би можеле да ја градиме таа куќа и додека таа некоја рамка, некој
некоја заштитна функција од цигли од кров би биле наставниците, професорите, стручните лица во училиштата. Додека внатрешниот простор и функционалностите би кажал дека се дел од механизмите, правилата, процедурите и политиките кои функционираат во рамките на овие училишта. Па така, сакав да ја истакнам важноста на секој од овие чинители на ваков еден символичен, сликовит, да речам, начин, бидејќи таа училишна средина не може да ја изгради само еден од тие чинители, ниту ја градат само наставниците и стручните служби, ниту само учениците, ниту само родителите. Значи, за да имаме една функционална средина во која ќе имаме манифестација на правилни вредности, постапување по правила и процедури, по некаква структура, каде што важноста на наставниците, професорите и стручните служби ќе биде очигледна, да речам, ова е еден фин начин, да речеме, да се представи и секој да може да се осврне на својата улога воглавно. Бидејќи многу често наидуваме на префрлање на одредена одговорност во однос на училишната средина. Секој од нас, како чинител, во конкретниот случај секој на различна позиција, влијае на одреден начин, дали таа средина ќе ни биде функционална, ќе ни биде поддржувачка, ќе ни биде прифатувачка за секој од тие чинители, или пак ќе имаме манифестација на некакви негативни вредности, после кои ќе треба системот будно да следи, да реагира, да постапува, да вклучува институции и слично. Да, кампањава вели, извинете, безбедна училишна средина. Колку децата од искуството се чувствуваат безбедни во училиштето, бидејќи реално треба да се чувствуваат безбедни затоа што тоа е вториот дом. Така, поголемиот дел од времето во денот го поминуваат во училиште. Колку се чувствуваат безбедни? Па, тоа зависи, да речам, различно од средина во средина. Ние збориме за 50 училишта кои се опфатени преку проектот. Тие се 50 училишта од различни региони во земјата. Дали опфаќате и помали места, села, рурални? Има. Значи, буквално сите региони се опфатени, имаме рурални средини, имаме градски средини и разликата е огромна. Во чувството што викате на безбедност, во начинот на манифестација на насилството, во типовите на насилство кои се, да речеме, карактеристични за таа средина. Секој училиште си е сопствена средина, уникатно за себе и бара уникатен пристап. Значи, тие механизми, правила и процедури кои ги спомнувам, тие се еден генерален начин на кој системот се обидува да направи превенција и реакција во однос на насилството. Меѓутоа, како што кажав, тој систем, да речеме, е повеќе адаптиран во однос на поголемите училишта, градските средини и слично. Во руралните средини, да речеме, каде што луѓето многу добро се знаат едни со други, многу често немаат потреба да ги практикуваат тие механизми на, постапки по кои треба да постапуваат доколку има некакви типови на насилство, бидејќи не стигаме до една фаза каде што се надминуваат степенот на манифестација на насилството, односно можат многу порано да го препознаат, можат многу порано да го превенираат преку директни контакти во ваквите средини. Каде што се помали... Каде што се помали училишта, помал број на ученици, каде што родителите меѓусебно се знаат, каде што има комуникација. Така да, вака би кажал, во секое училиште има насилство. Меѓутоа треба да се препознае кој тип на насилство главно, предоминантно е присутен. Значи, има училишта каде буквално сите типови на насилство не се присутни, и физичко, и вербално, и психичко, и социјално, и дигитално. Душа дигитално во последно време нема каде, не е застапено. Иако тоа е само една нова средина, каде што младите имаат многу полесна можност да го манифестираат насилството, односно доколку таа средина не е изградена врз основа на правилни вредности и каде што, да речеме, овие механизми, правила и процедури за кои збориме не функционираат, доколку кадарот во училиштата
не работи и на воспитната компонента. Едукацијата е во прашање, претпоставувам. Така, значи важноста на секој од овие чинители е огромна. Тоа ни е поентата на целиот проект, да се фокусираат секој чинителите воглавно на нивната улога, не на улогата на другиот. Бидејќи многу често доаѓаме во ситуации каде што родителите не ја препознаваат важноста на својата улога, туку ја препознаваат важноста на улогата на наставниците, професорите и стручните служби. И очекуваат дека тие треба да го воведат тој начин на манифестирање на правилни вредности, ред во училиштето и слично, додека обратно се случува од страна на наставниците и на стручните служби, очекуваат дека родителите во домот се градат тие правила, вредности по кои децата доаѓаат во училиштето и треба тие да ги продуцираат во таа средина. Затоа убаво рековте дека тој еден круг или куќа со темели, со кров и така натаму, значи буквално сите се под еднаква клучна алка за да системот функционира онака како што треба. Но ги напоминавте и ги споминавте родителите во неколку наврати. Имате ли соработка? Со какви родители се среќавате? Затоа што во ова денешно време и нели како што и со децата е понекогаш тешко да се соработува, попредизвикувачки би рекла, претпоставувам дека и со родителите е нешто слично, но тие се исто така клучен дел во оваа кампања. Секако во надминување на предизвиците во училиште, да речеме главна улога има комуникацијата, односно соработката на родителите со стручните служби и со наставниците. Многу често, за жал, имаме примери каде што родители немаат изградена доверба со своите деца, не се свесни за предизвиците кои нивните деца ги поминуваат во кои се во училишната средина, не се информирани за тоа од страна на децата и при тоа доколку немаат соодветна комуникација со наставниците и професорите, од каде што би можеле да извлечат, да речеме, некаква информација во однос на тоа како нивното дете постапува во училишната средина, дали се соочува со одреден тип на предизвици и проблеми. Во тој случај ќе имаме ситуација каде што детето не ја пренело информацијата до родителот, каде што наставникот нема можност да се сретне со родителот и да му пренесе за постапките и предизвиците со кои се соочува според него детето на родителот. И при тоа стигаме до ситуација каде што децата се на некој начин изолирани, на некој начин има чувство на неприфаќање во домашната средина, во училишната средина се чувствуваат отфрлено и при тоа може да дојдат до соочување со одредени психолошки предизвици, чувство на депресивност, анксиозност и така натаму. Па дури во неколку наврати се напоменува дека што е загрижувачки, дека има пораст на случаи кои што се поврзани со самоубиствени мисли и обиди кај младите. Да, за жал во последните 2 години нашиот сервис за психосоцијална поддршка на децата ги забележува овие. За Ало Бушавко. За Ало Бушавко, така. Тоа е линија за деца и млади, претходно беше позната како SOS телефон за деца и млади. Телефонскиот број е 0703900632. На оваа линија работат 4 психолози, гешталт терапевти, магистри и така натаму. Во поддршка на линијата секако и целиот тим на првата детска амбасада Мегеши. Значи, забележани се зголемени јавувања поврзани со менталното здравје. Ова е од пред 2 години, да кажам, некоја промена која ја забележавме. Претходно во главно се јавува, да речеме, за случаи поврзани со сиромаштија, со насилство и друг тип на предизвици, меѓутоа се забележуваме промена. На што сметате дека се должи тоа? Може би децата се малку повеќе охрабрени или реално... Не би рекол охрабрени. Охрабрени да се јават и да го споделат тоа, или реално тоа е ситуацијата која што живееме и за жал и други луѓе, односно деца и млади, се соочуваат со такво нешто? Да, може би го имаат препознаено сервисот како релевантен чинител во општеството, како можност каде што може да наидат на поддршка и разбирање.
За жал, веројатно голем број од тие деца кои се јавиле не наишле на поддршка и разбирање во домот. Може би немаат родители со кои имаат изградена доверба каде што може да се обратат за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат. Може немаат наставници, професори, стручни служби во училиштата со кои може отворено да поразговараат во однос на предизвиците кои ги имаат. Може немаат врсници со кои имаат изградено разбирање и пријателство за да може да разговараат на таа тема, и тука е многу важна улогата на овој телефон, каде што може да се јават слободно и анонимно да поразговараат за секаков тип на предизвици со кои се соочуваат. Што потоа, еве, кога ќе го споделат проблемот, видите работат стручни лица, терапевти, психолози, што е понатака процедурата? Па, во зависност од тежината, би рекол, на проблемот за кој што се јавуваат. Значи, овие стручни лица прават една анализа на проблемот, по одреден систем ги внесуваат податоците за карактеристиките на проблемот, и доколку има сериозни нарушувања на правата, тогаш реагираме до соодветните институции. Да. Жарко, кампањата започна неодамна, иако велите плановите за настанување на истата се исто така од поодамна, од претходната година. Сепак училишната, односно школската година заврши, но активностите ваши не завршуваат. Што е следно, што можеме вака да најавиме, можеби ќе се случува ли нешто летниот период кога децата се на распуст? Да, во рамките на првата детска амбасада имаме повеќе кампањи, во рамките на овој проект имаме и друга кампања наменета конкретно за учениците, која во летниот период нема да има некои посериозни активности, меѓутоа да, оваа кампања, да речеме, поврзана со родителите, нема туѓо дете, ќе биде активна и во текот на месец јуни, како што кажавте, завршува учебната година, меѓутоа одговорностите на родителите продолжуваат. Може би само се менува, нели, може би приоритетот, ако претходно било училиштето, училишната средина, сега се некој друг тип на предизвици со кои се соочуваат децата по-актуелни. Со кампањата во главно ни беше да се стави акцентот на важноста на родителите во превенцијата на насилството, како што кажав. Оваа кампања во главно сака да даде до знаење на сите родители дека, нели, самата кампања гласи нема туѓо дете, дека не е секогаш само своето дете за кое треба да се грижиме, доколку забележиме дека нешто се случува и со нечие туѓо дете, дека имаме одговорност за тоа да известиме. Значи, многу често, еве, каде што имаме нарушена комуникација, каде што децата немаат доверба во своите родители, каде што не може да се обратат до родителите, ако некој друг забележи... На разведени родители, можеби, на самохрани, исто така се доста предизвикувачки моменти за нив. Ако веќе некој родител го забележи одредени промени, за тоа би требало да ги извести, да речеме, стручните служби, ако не во училиштето, ако нема директна комуникација со родителот. Значи, ги охрабруваме и ги мотивираме, да речеме, да имаат поактивна комуникација. Многу често имаме ученици, односно родители, кои не ја посетуваат воопшто училишната средина. Значи, имаме ситуации каде што стручните служби и наставниците не можат да дојдат во контакт со родителот на некои деца. И воглавно, да речеме, тие се моментите каде што имаме деца кои имаат одредени типови на, да речеме, темпераментно, девијантно однесување, каде што многу им е тешко, да речеме, на наставниците и стручните служби да работат со овие деца без поддршката на родителите. И исто така, ако родителите ги забележуваат своите деца дека имаат предизвици во училишната средина, а при тоа наставниците и стручните служби не се заинтересирани дополнително да дадат поддршка во надминување на овие случаи, тогаш имаме, нели, од една страна само реакција и акција и не можеме да очекуваме некои значајни подобрување на состојбите. И од таа причина сакав и на таков сликовит начин да ја укажам важноста на секој од тие чинители за да ја имаме таа безбедна училишна средина за која се стремиме. Зошто? Имавме премногу случаи
Ние воглавно важиме за реактивно општество каде чекаме да ни се случи одреден немил настан, па да земеме да ги поправаме работите. Не. Значи, дури имаме... тогаш поправањето оди многу тешко. Секако. Меѓутоа имаме примери. Имаме примери, за жал имаше пример сега брзо во Европа, во Грац, во Австрија. Каде што врсник во училиште отишол и ги застрелал со учениците. Значи имавме примери во соседство. Имаше и во Србија. Во Србија. Така, не е во Босна имаше. Значи, тоа што е важно е да не бидеме реактивни, туку да бидеме активни, да ги следиме состојбите, да ги препознаваме, навремено да реагираме и да превенираме. Со нашиве активности пробуваме да ги мобилизираме сите чинители, работиме со сите, работиме и со стручните служби, работиме и со наставници, работиме и со родители, работиме и со ученици. Значи, многу е важно на учениците да им се даде, да им се укаже нивната важност и нивната моќ. Значи, за жал, многу често фокусот останува на родителите и на стручните служби и наставниците. Меѓутоа, учениците имаат многу значајна улога и имаат можност во најраниот стадиум на манифестирање на насилството да го спречат, да го препознаат и да го спречат. Значи, преку нашите врснички едукации, кои исто така се дел од проектов, се обидуваме да ги охрабриме учениците, да им укажеме на нивната моќ, да ги манифестираат правилните вредности во училишната средина, да го препознаат насилството и да го спречат. Не да се ставаат во ризик, кога ќе препознаат дека нешто е поекстремно и да излегуваат и да спречуваат, а при тоа да се изложуваат самите себе на опасност. Меѓутоа, кога се работи за некакви, да речам, побанални, полесни типови на насилство, вербално, психичко, каде што многу лесно може да го видат секојдневното вакво манифестирање од страна на соучениците, препознаено како булинг, кој трае, да речеме, подолго време, тие се првата алка, првиот степен. Да, поидовната точка. Поидовната точка каде што доколку се изградени правилни вредности, ќе го препознаат и ќе го превенираат. Доколку тоа не успеа да го направат учениците, тогаш е улогата главна на родителите и на наставниците и на стручните служби. Доколку не успееме во таа прва манифестација на насилство да ја спречиме, преку зајакнување, охрабрување на учениците, тогаш следат наставниците и родителите да го препознаат насилството и да го спречат. Имаше еден родител на една од средбите, инаку одиме во секој од овие училишта 50 кои ги представивте. Идеме на терен, имаме средби со родители и ги прашувам родителите дали имате изградено доверба со вашите деца. Јас си го знам своето дете, моето дете, значи доаѓа дома, го фрла ранецот, ми бара пари и си излегува. Викам во ред, викам. Меѓутоа, што правите кога вашето дете нема да го фрли ранецот, нема да ви побара пари и ќе отиде во соба? И се замисли родителот и ме гледа. Значи имаме различни карактери на деца, имаме екстровертни, имаме интровертни. Родителот си го знае своето дете, си го познава и би требало да ги препознае тие мали сигнали кои ги укажува кога се наоѓа во одредена ситуација на нелагодност, непријатност, каде што се соочува со одредени предизвици. Ако родителот не го препознава тоа кај своето дете, значи веќе имаме ситуација каде што нема комуникација. Ако нема комуникација, има простор за манифестација на одредени психолошки, да речеме, проблеми. Жарко, децата се нашата иднина и затоа е многу важно да имаме вакви кампањи. Никаде сме на крајот, но со оглед на тоа што кампањата останува актуелна и понатаму во текот и на летото и до крајот на годината, верувам дека ќе имаме повторно некоја средба, се со цел да јасно и гласно во медиумите зборуваме за проблемите со кои што ни се соочува младината. Ви благодарам многу за гостувањето и остануваме да ја следиме и да одржуваме оваа наша убава соработка. Ви благодарам за поканата.
Се надевам дека ви беше пријатен овој разговор и дека можеби и ве подзамисли за однесувањето на децата во вашата околина и како што напомена и Жарко, нема туѓо дете, така што ако приметите или забележите девијантно или поинакво однесување од нормалното и кај останатите деца со кои што не сте семејно поврзани, секако треба да бидете загрижени и да преземете некаква активност, бидејќи и тоа е ваша одговорност.